Позајмици и потрошувачки кредити за подмирување на трошоците и задоволување на основните потреби. Вака преживуваат работниците на кои им доцни платата. Во време на тешка економска криза и континуиран раст на цените на производите, горивата, електричната енергија. Голем дел од македонските граѓани не ја добиваат навреме и онака малата плата, па се задолжуваат или кратат од сопствените жилби само за основното. Според председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија Миле Бошков, работодавачите треба да го дадат својот максимум за работниците да бидат задоволни, бидејќи тие се најважната категорија во бизнис циклусот. Дел од вработените бараат кредити исклучиво заради преживување, дел од вработените или дел од граѓаните пополнуваат неостварени желби, неостварени замислени идеи и така натаму. Меѓутоа, во овој период доволен број на позајмици, така ќе ги наречем, се случува исклучиво заради годишните одмори. Очигледно дека платите не се доволни за задоволување на едни основни стандарди кај вработените. Работодавачите не се свесни дека доцнењето на платите и непочитувањето на работникот може или веќе резултира со намалена продуктивност и намалено производство. Може да ги очекува или пак не ни се свесни дека им се случува намалена продуктивност, намалено задоволство и намалено исполнување на замислените процеси, производство, услуги и така натаму. Така да мора компаниите, менеджерите, собствениците да размислуваат во насока на зголемување на продуктивноста на компаниите низ задоволство на вработените. Според последните расположливи информации на Управата за јавни приходи кои беа објавени во јули, наречиси 30.000 работници им доцнела или воопшто не ја добиле мајската плата. За април бројките беа двојно пониски. Априлската плата им доцнела на 12.500 работници. Доцнење на плати има секој месец во различни сектори. А според УЈП најчесто се повторуваат истите фирми. Бројот на фирми кои не исплаќале плати навреме според податоците за март пак е 11.000, односно секоја седма активна фирма тактизирала со работничкиот труд. Извештаите на УЈП покажуваат дека секој месец расте бројот на фирми кои не исплаќаат плати на време. Ако се земе предвид овој растечки тренд, се претпоставува дека состојбата е подраматична за месец јули, посебно откако поскапе и електричната енергија. Инаку веќе подолг период на официјалниот веб-сајт на статистика, каде се објавува просечната плата, нема достапни информации за тоа колку компании не исплатиле плати.